Американскиот председател Доналд Трамп изрази надеж дека неговата средба со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун оваа недела во Виетнам ќе биде шанса да се направи нешто многу посебно. Говорејќи на гувернерскиот бал во Белата куќа, председателот Трамп изјави дека тој и Ким имале многу добри односи, додавајќи дека тие на состаноците се гледале во очи. It's a very interesting thing to say, but I've developed a very good relationship. We'll see what that means. But he's never had a relationship with anybody from this country. Трамп додаде дека Северна Кореја нема тестирано никакво нуклеарно оружје за неколку месеци и оти само доколку Пјонгјанг се откаже од развивањето нуклеарно оружје, ќе може да просперира. They have incredible people, hard-working people, smart, energetic, and I think it can be really one of the great financial and economic countries anywhere in the world. Првиот состанок меѓу Трамп и Ким во минатиот јуни во Сингапур донесе нејасно формулирана обврска за Северна Кореја за откажување од програмата за нуклеарно оружје. За самитот во Ханој Ким Џонг Ун отпатува со воз. Станува збор за своевидна семејна традиција што започна неговиот дедо, основачот на Северна Кореја, Ким Ил Сунг, кој патувал во Источна Европа со воз. Во меѓувреме во Ханој се е подготвено за самитот кој ќе го обезбедуваат илјадници војници и полицајци. Заменик министерот за надворешни работи на Виетнам, Ли Хој Транг, изјави дека безбедноста ќе биде на максимално ниво, иако, како што рече, домакините имаа само 10 дена за подготовка по официјалното соопштение дека Ханој ќе биде домаќин на самитот од 27 до 28 февруари. But you can be assured that security would be at the maximum level for the security and safety of the second summit, not only about the occasions, delegates, but also to the people in Vietnam, including you as members of the media. За следење на самитот во Ханој се акредитирани над 2500 новинари.